Благодарам. Почитувана заменичке, јас колку што знам, овие средства не се обезбедени годинава, туку ова како проект, односно за изработка на студија, е влезено во програмата на Агенцијата за поддршка и развој на туризмот, мислам дека пред неколку години. Моето конкретно прашање е до вас е, дали постои некој начин овие средства да бидат, како да ви кажам, со буџетот да бидат наменски, затоа што да, тоа стои во таа програма, меѓутоа не се искористува. Што ми е тука идејата? За да се пристапи кон развој на овој комплекс, за да се привлекуваат инвеститори, потребно е пред се да се изработи ваква студија. Затоа што веќе има донесено детален урбанистички план за овој дел и за да се започне со привлекување на инвеститори, што е основна цел, значи да се развие бањскиот туризам, затоа што се работи за еден потенцијал кој што за жал долги години не е искористен соодветно. Сметам дека е потребно ние да прецизираме во буџетот средства конкретно. Сега не знам дали сумата е соодветна, вие например може знаете и подобро од мене, меѓутоа апелирам еве колегите пратеници да прифатат, затоа што е неопходно да се изработи студија, ако ние и понатаму продолжуваме со неизработка на студија, немаме никакви шанси да привлечеме било каков инвеститор, затоа што никој не би инвестирал ако нема врз основа на што да инвестира таму. Без разлика што има и ДУП, и патниот правец, значи местото е пристапно, меѓутоа без ваква студија не може да се пристапи кон привлекување на инвеститори, не мора од странство, значи ние може да имаме и потенцијални домашни инвеститори кои што би нашле на вистина за интересно, еве да кажам, да инвестираат во ваков туризам, кој што например во соседна Република Бугарија е многу развиен, многу е искористен ваквиот потенцијал. За жал, Република Македонија, иако располага безмалку со исти капацитети, исти ресурси, ние не го искористуваме ова на соодветен начин. Затоа е моето конкретно прашање до вас да ми кажете точно дали е предвидено како ставка изработка на ваква студија и доколку не е, уште еднаш би апелирала, јас знам дека е влезен, значи пред неколку години јас имав и мислам дека не ме држите за збор точно, дали 2014 или 2015 година, пратеничко прашање кон тогашното Министерство за економија, да, кој што се однесуваше точно на овој проект и они тогаш ветија дека, да, ќе го стават во програмата која што сега вие ја споменавте, меѓутоа еве упорно ништо не се случува и моето барање за вакви средства е повеќе како апел да започне да се пристапи кон изработка на ваква студија. Се надевам дека ќе ми одговорите, еве можеби не сум запознаена точно во кој дел е на Министерството за економија се обезбедени тие средства и кога се обезбедени, зошто не се искористуваат. Меѓутоа сепак би апелирала до колегите пратеници, бидејќи не се работи за многу голема сума, меѓутоа според она што јас добив информација е прилично доволна за да се изработи една ваква студија, а тоа ќе значи многу во иднина како потенцијален развој на целиот тој регион. Значи не се работи само за општина Виница, со изработка на ваква студија, со привлекување на потенцијални инвеститори, ние инвестираме во целиот тој регион, не само во општина Виница или село Истибање, кои што се најблиску до Топлички рит. Ви благодарам.